Утрово продолжува судењето за пожарот во дискотеката Пулс. Според планот, утрово судењето требаше да почне со произнесување на обвинетите за тоа дали чувствуваат вина. Зоран Јаневски од утрово е во Идризово. Го имаме во овие вести во живо. Зоран, дали можеби некој призна вина? Почна ли тој процес? Не, Александар, ниту еден од 35 мината обвинети за пожарот во кочанската дискотека Пулс не призна вина. На денешното судење, кое што се одржува овде во дигиталната судница во близина на затворот Идризово, ниту еден од обвинетите за овој случај рече дека не се чувствува за виновен. Вина не чувствуваат ниту трите фирми против кои се води постапка. Прво обвинетиот во предметот Дејан Јованов пред судот рече дека не се чувствува за виновен по кривичните дела што му се ставаат на товар. Членовите на обезбедувањето пак по произнесувањето на вина, откако сите кажаа дека не чувствуваат вина за пожарот во кочанската дискотека Пулс, сите изразија сочувство и посакаа брзо оздравување на повредените. Истакнаа дека тие ги ризикувале своите животи трагичната ноќ на 16 март и се обиделе да спасат што поголем број луѓе. Во однос на градоначалниците, пак последниот кој што практично си поднесен од повиклива оставка ден после трагедијата во Кочани, Љупчо Папазов, рече дека не се чувствува за виновен и додаде дека не ги разбира мотивите за, како што рече, ваквото конструирано обвинение и нагласи дека не може да не се забележи дека постои селективност. Николчо Илиев пак исто така рече дека не се чувствува за виновен, изрази сочувство и посака брзо заздравување на повредените. Истото го стори и Радко Димитров, кој рече дека не се чувствува за виновен. Четворицата обвинети директори од Дирекцијата за заштита и спасување исто така кажаа дека не се чувствуваат за виновни. Шабан Салиу рече дека обвинението е правно неосновано и политички мотивирано. Аднан Джаферовски пак рече дека нема никаква допирна точка со тоа што се случувало во кочанската дискотека Пулс. Беки Максути исто така кажа дека не се чувствува за виновен, изрази сочувство до загинатите и брзо заздравување на повредените. И Джеват Селами рече дека не се чувствува за виновен и посака брзо заздравување. Министрите за економија, кои што седат на обвинителна клупа за пожарот во кочанската дискотека, Валјон Сарачини и Крешник Бектеши, исто така негираа вина и рекоа дека не се чувствуваат за виновни за она што се случило во дискотеката Пулс. Во моментов започнаа и воведните говори на одбраната, односно на обвинетите. Прв да говори има право адвокатот на прво обвинетиот во овој случај, односно сопственикот на дискотеката Дејан Јованов. Неговата адвокатка истакна дека Дејан не е убиец, како што рече и тие бараат правда. Сметаат дека обвинението е штуро и полно со контроверзии и како што рекоа има обвинение со кое ќе се бројат години до завршница. Имаме изјава, предлагам да ја погледнеме. Верувате дека мене како бранител на прво обвинетиот толку многу ми е тешка задачата да го бранам човекот што за сите вас и во вашите очи е убиец, а за мене е само еден обичен човек. Еден обичен човек кој колку и да вие го правите монструозен, тој не е. Тој е како секој еден од нас тука, кому за жал му падна на товар институционалната неодговорност. И не сме свесни колку уште други локали во моментов функционираат пропуштени од институционален надзор, кој што во конкретниот случај немаше ни ние да имаме можност да го осознаеме, доколку ја немавме и немарноста на ангажираните музички артисти кои што биле ангажирани за критичната вечер во локалот на Дејан. Дејан е човек, а не е монструм. Ниту Дејан, ниту било кој човек на планетава Земја не би посакал да се случеше тоа што се случи, а затоа верувам дека сите ние тука сме свесни. Но се случи, за жал се случи и ни ја тресна од глава долгогодишната, веќе позната дисфункционалност на целокупниот наш систем.
да тоа беше дел од воведниот говор на адвокатот на првообвинетиот во овој случај Дејан Јованов. Денешното судење пак започна со информацијата која што ја сподели судиката која го води овој случај Дијана Груевска-Илиевска. Таа кажа дека добила известување од судот дека во ќелијата каде што во притвора се наоѓа обвинетиот Џеваир Камбери, инаку вработен во Министерството за економија, во неговата ќелија полицијата пронашла вкупно 13 мобилни телефони и еден компјутер. Тој пред судот пак рече дека не биле негови, туку дека ги нашол во ќелијата каде престојува. Александар, како што кажав, во тек се воведните говори на одбраната на обвинетите. Во овој случај на обвинителна клупа седат вкупно 35 лица и им се суди и на 3 фирми. Сите тие се обвинети за кривичното дело тешки дела против општата сигурност за пожарот во Кочанската дискотека кој што се случи во март годинава, во кој загинаа 63 лица, повеќе од 200 беа повредени. Екипата на Сител останува да го следи судскиот процес, па повеќе од воведните говори на одбраната на обвинетите ќе погледнеме и слушнеме во вестите во 16. Да, Зоран, ки имаш очигледно многу работа, подобро е веднаш да се вратиш во судницата. Беше тоа Зоран Јаневски кој што известуваше за новото продолжение на судењето за пожарот во Кочанската